Добар ден и срдечно добре дојде за сите оние кои што се заедно со нас во уште едно издание на Никој да не знае. И како и во најавата, никој да не знае освен јас, вие и тој, нашиот гостин. Може многу да зборувам во најавата, ама потоа нема што да зборуваме нели и во следното во ова издание нели на Никој да не знае, па затоа само кусок ќе кажам неколку работи за него. Изгледав неколку интервјуа. Нема многу интервјуа вака пишани од кои што можев да добијам некои информации, ама како да е, поубаво е вака кога ќе дознавам некои работи. Од едно интервју дознав многу. Едно е видео интервју од еден наш колега, тој е многу години на македонската музичка сцена, педагог, виртуоз на хармоника, со години ги забавува луѓето, како вели, од работа на друга работа, па на трета работа, значи нонстоп на работа. Самиот го барал тоа кога создал двајца музичари по дома, значи има два сина кои што се занимаваат со музика. Едниот е сопруг на Антонија Гиговска, веќе знаете за кого станува збор, кој ни е во студиото. Вториот исто така е музичар и е во врска со Јана Спирковска, значи и тие ни биле во Никој како и така натаму, значи тој е музичар и како вели самиот има многу закажување низ музика, ама никако да дојдам до студио. Еве вака ќе му кажеме јавно и Роберт и Александар, дајте му можност на вашиот татко Боби Спасенцовски да сними нешто ново. Боби, здраво, живо и добро ни дојде. Па не, прв пат ја да кажам емисија дека не ми пуштаат простор. Не ти пуштаат? Па не ми пуштаат, џабе сега ќе кажам. И џабе ќе кажуваш и не ти даваат пак. Добро, како изгледа тоа? Ки го земам клучот. Чекај, кој го создаваше студиото за да не ти даваат можност? Јас. Епа? Јас бев тој главниот што почнавме, вака ќе правиме тоа, сунгери овде, ова, тоа. Епа, Боби, како тоа ти излезе сега, тој да треба да бараш простор? Си чекам јас, ќе си чекам. Си чекаш? Да. А што права децава, што си чекаш ти толку? Па снимаат спотови, снимаат песни и не се излезени од тоа студио таму. Ја мислам, изгледа толку добро го направи, што ни е толку убаво. Да. Колку си време на македонскава музичка сцена? Години? Многу од 2007 сум на прв пат излегов на Валандово. Така си почна тоа, претходно нормално нели свирки и настапи. Така, да. Сакам да кажам официјално или професионално да речеме, професионално со снимки, не. Да. 2007. Значи тоа е веќе како му доаѓа 20. Скоро следната година би правил 20. Па можам да направам промоција, видиш. Па тоа сакав да кажам. Да. Гледаш, јас само провоцирам. Како ќе ја направам, па не можам песна да снимам. Со што? Да. Значи еве уште еден, значи податок, уште една, она како се вика, она да ги предупреда моите синови дека 20 години ќе правам за една година. Да. Значи мора да дадат простор. Да. Си желен да направиш некое концертно издание, сега да не бидат тие кои што ќе те претркаат со такви работи, да направиш концерт за се она што си го сработил во кариерата? Па не знам, сакам да одбележам. Или тоа некакво заокружување на некоја? Па некако сите тоа го прават, не знам, онака не би сакал ја, мислам не би сакал да биде нели тоа нешто големо, вау, нели? Така е, да. Меѓутоа сигурно ќе биде нешто поскромно онака каде што, али морам да направам песни прво. Да. Имам песни, веќе ми се во подготовка, имам текстови, имам во последно време нешто сум као кантавтор, ми помагаат и синовите, нели онака некоја сугестија, али никако да излезе тој производ. Кога сме кај тоа кантавтор, од кога тоа трае? Трае години или како беше порано? Во времето кога нели чекаш песна, бараш песна? Да, беше порано. Реално секој почеток е као некој експеримент и очекуваш од некого нешто да, за кој ќе го прашаш, сега ја нема да именувам, значи тоа се врвни автори познати кои што се на македонската музичка сцена и имаат доста текстови и песни и она кога ти ќе дадеш, обично ми бараа музика од мене за они да направат текст. Добро. И одма ти вика хитче имаме. Аха. И од тоа хитче никако да излезе ни х. Од тоа хитче. И ти си онака викаш, ајде сега не. Следната. Добро. До кај сме, почекај уште малце, ова е врвно. Ова, сега кога излезе ќе... Реално имам песни кои што се нели што ме одбележуваат мене. И така да испадна некако, знаеш, пееш нешто што ти ми го пишуваш спрема музика и
не можам да го почувствувам некако. Не се наоѓам. Да. А вака кога ќе седнам јас на пример, ќе земам инструмент или пијано или хармоника, нешто и ми текнува некоја една реченица ми текнува од нештото и А ти почнува со текст уствари? со текст. И така се надоврзува тоа. Се редат некако зборовите. Мислам, некогаш можеш да заглавиш и 2 месеци не можеш да најдеш соодветно зборче на кое што ќе треба да ја продолжиш. Така. И тоа е веќе реално треба многу да ја одмориш песната. Тешко. И пак доаѓаш на тоа и останува, доста песни останува така, ама грото онака си се редат. И сега имаш демоа ти и чекаш да ти дадат имам простор. музика, имам аранжман, имам текстови и чекам да влезам во студио. Да, а што велат синовиве, во кој дел помагаат? Па помагаат во Први се тие слушачи, како? Они се први, да, кога кажам, ова е ај слушнете го као, знаеш, ова ми е едниот Александар знае да биде повоздржан, а Роберт да каже бриши. А знае и Александар да каже глупости. А ти мислиш дека е окей. Да. Нели? И после тоа сега веќе кога од двајцата ќе добиеш онака, некако не ти е баш дека си нешто најдобро си направил, да. И сега имам нова стратегија, као они седат таму, се не викам дојди слушни го ова. Да, дека се свирам. Него си свирам и си ја пеам тоа и да видам реакцијата, знаеш. Добро. Ама тоа е, знаеш која сега ќе ја кажам јавно, ако ме слушаат ќе ме зезнат. Ништо. Да ти наметнам јас ти малку да ја послушаш музикава, нели, онака да ти влезе да си ја пева и после почнам да ја пеам и после викам како ти се свиѓа, па не е лошо. А од старт кога ќе земеш и му ја пееш и му викаш ај види го ова и од дури не те дослушува ти вика бриши. Окей. Окей, да бидат барем искрени. Па да, окей тоа, да не биде само нели потрошено време, труд, може ти си потрошил време за да го напишеш текстот и музиката. Да. Ама ако нешто не е окей, не е окей. Така е. Така и треба да биде. Затоа е и добро да нели да имаш такви музички критичари, они се сериозни музичари, значи не работат само за себе, они работат и за други, нели. Не, ама и добро е, навистина е добро. И татко, нема врска, така подобро да ти кажат, отколку да те лажат дека е нешто добро. Најверојатно е тоа затоа што си вика, чекај да не излезе за татко ми да не срами со ова што ќе го... Со нешто што не е баш најдобро. Така. Како почна твојата приказна? Со хармоника почна се? Па, да. Во однос на музиката зборувам. Да, тоа е од 4-то деление, ми донесе татко ми хармоника. Пробавме една недела, ја фрлив, неќев да свирам, мислам, реално. Добро. Беше он многу упорен и 5-то деление некаде таму, пак повторно, ајде. Ајде, синко, едно тонче, една нота, ова, така, некако, не знам, и полека си почна тоа. Откако јас загризав, они беа многу строги, посебно татко ми, значи мораше тоа. Мислам дека тоа се случи после 2-3 години, откако веќе почнав да свирам. Летен распуст мој беше од 8 наутро до 10 часот е вежбање и од 2 до 4 е вежбање. Сабајле од 8 до 10 и од 2 до 4. Секојдневно летно време. Добро. И па тоа не е малку. Тоа не е малку. Тоа е летен распуст. Сите те чекаат доле. Да имаш фудбал, под прозор имаш еден куп деца кај што викаат уште колку, мајка ми ги брка. Одете си јадзирни, не смееш, немаше телефони, мислам, нели? Да, нормално. И морав да го испочитувам тоа. Дори знаев некогаш да го поместам терминот оној поручек од 1 или од 12 до 2 за да го имам повеќе време, да. И сега на крај тоа испадна сега кога се сретнеме со некои од тие деца, нели што растевме заедно и вика ние додека те чекавме ти вежбаше, ама сега ти види, нели, пееш, настапуваш. Така да во секој случај многу сум им благодарен на моите затоа што биле така строги и така треба да функционира, не дека ме малтретирале, ме тепале или не знам со сила, меѓутоа треба да си постои дека ти треба да сработиш нешто. И многу ти е пубаво. Тоа јас си го имам тоа слушнато од еден мој педагог, професор. Вика, Боги, знаеш ли, вика, кој е најголем фраер? Вика, ти не си најголем фраер. Викам, зошто не сум најголем фраер? Најголем фраер е, вика, оној што ќе стане са бајле, додека сите спијат, да заврши со обврските, да извежба, да напише домашна. Добро. И после кој ќе му се јават, ало, ти си спремен, пак си со нив, се дружиш, а ти уствари си ги завршил обврските. А сега како ти изгледа денот? Така правиш? Сега? Сега си најголем фраер. Сега ми е утрото, некогаш сум спанко, некогаш знам да се разбудам рано и
Она што го правам, првото ми е утрински да излезам на кеј да трчам. Тоа си го сакам и ми е убаво, малце ми е мачно додека стигнам до кеј, нели? И после тоа кога почнам ми е супер. Добро. Ама сега е една недела веќе паузирам. Сакав да си постигнувам рекорди некои, па се засилував. Сам со себе? Да, сам со себе и видов дека имам, морам да го стигнам ова и си ја истегнав препоната и се одмарам. Така да не мирувам. После тоа денот ми оди нели на работа со учениците во Димитар Влахов. Таму ми е убаво, исполнето ми е, се вложувам максимално како и секогаш. Постигнуваме многу успеси оваа година. На еден надпревар освоивме 4 златни први места уствари и 2 втори места. Потоа имав уште еден на градски смотри, освоивме исто прво место сега со 99,3 бода. Браво. И сега имаме едно девојче кој што треба да пее во сабота, влезе во финале и очекувам резултати. Така да се осеќам успешен и убаво ми е да работам со тие дечиња. Како педагог работиш на хармоника или работиш и музичка теорија? Што работите се? Хармоника. Добро. Зборуваме за успеси на хармоника. Да. Да. Инаку да им кажеме само на гледачите за оние што не гледали интервјуа како ја што изгледав и не ја знаат твојата кариера, дека работиш со деца со оштетен вид. Да. И за тие зборови. Да, тешка е целата таа работа. Си бил и во Луј, изгледав едно интервју, потаму ги знам податоците, велиш ја додека учев, уствари станав и професор, нели? Да, во Луј, па потоа беше тоа траеше, а потоа некако немаше доволно часови, така натаму, и беше се отвори вакво место во Димитар Влахов, кај децата со оштетен вид, и отиде проба и некако се влюби во таа работа. Тоа не знам кога се деси, ја не памтам многу години. Добро. Сам дека 2001-2002 некаде така, трета, не сум нешто сигурен. Работев во Луј, ми кажав уште дека не бев дипломиран, трета бев, фалеа професори, станав професор. Не дипломиран, меѓу хонорарно работев, нели? И убаво ми беше тоа, знаеш, онака некако ме воведе во да си ја сакам, нели, да. И после тоа испадна да се префрлам ваму. Малце беше тежок почетокот, нели онака. Меѓутоа се снајдов успешно и сега мислам дека сум многу почитуван и од родители, и од наставници, а највеќе од учениците. Да. Колку е тоа кога ќе му донесеш некому таква среќа? Не знам, тоа се деца кои што веројатно, не знам, некои од нас знаат и да завртат глава, некои од нас знаат и да ги покажат со прсти, така натаму, а некои од нас знаат и како ти да им помогнеш да извлечат нешто од себе кое што веројатно и не знаеле дека го поседуваат. И јас највеќе се радувам на среќата на учениците. Да, родителите, наставниците може да биде милива, може да биде ради реда, нели, може да биде секако, меѓутоа детската е као најискрена нели радост што ќе ја покажат. И тоа е треперење и чувства, некои емоции, и тоа ми исполнува. Браво. Останатите нека се живи и здрави, нека пишуваат и лошо, нека пишуваат и добро. Ние сме уметници, јас го знам тоа, така да си тераме понатаму. Тоа дека ќе пишуваат, секогаш ќе пишуваат и вака и онака. Така е се. Јас сум уметник, значи моето дело, ако ја цртам оваа слика, или на вас ви се допаѓа или не, мојата песна или ви се допаѓа или не, не морате да ја слушате. Така е, да. Стив на линија. Ајде, Стив. Добар ден. Добар ден. Само ве молам режија погласно се чуеме. Ме слушате? Да, јас ве слушам. Одлично, и јас ве слушам. Да. Сега кажете ми кога ќе ја правите следната дружба? Кога? Да. Секое време. У секое време? Добро. И кај се собирате најчесто? Тајна. Тајна е? Добро, Стив, ајде. Наше мало тајно место. Ваша мала тајна, така е, да. Кажете ми сега од кога се знаете со Боби? По Боби? Да. По Боби пред да отиде на музичка академија, пред да стане све што е сега. Све што е сега, пред да стане. Добро. И како би го опишала, Стив? Како? Да. Човек. Човек? На место. Човек на место, многу убаво кажано. Уметник и многу добар учител. Браво. Одлично. И сега кога сме кај мани, ве има некоја мана? Мана? Да. Па нема време за све. А една.
Да, мана. Да. Постојано ти бега кога пиеме пиво, уште едно и толку. Кој бегаш? Ти бегаш Јас. или тоа? Аха, добро. Тоа е маната, Стив. Премногу ангажиран. А премногу ангажиран. Да, кажав и во најавата. И со школа, и со дома, Да. со работа, со часови, и со фамилијата, и со љубанци кои си го негуваме. Да. А добро, тамо помагате ли кога сме кај љубанци? Е, Дворот да се прави среди, одна да ова да... организација, се собираме дружбата и секоја работа е секојаш полесна. Супер, браво, така треба. А кажете ми за крај некое прашање имате, Стив, за Боби? Вака Да, јавно прашете го нешто. Да го прашам, Да. утре на часови дали ќе Нормално. Ја мислам да не ме прашаш за спортска некоја да типувам нешто. Стив, многу ви благодарам за искреноста и многу добро ова беше кажано. Значи, никој досега го нема оценето и кажано за некој дека е човек. Нели, дека е комплетен човек. Ви Фала, благодарам и останете на Телма да го догледате интервјуто со Боби ако имате време. Ова е ова е твој колега, Боби? Да, Стив е мој колега, он работи исто во училиштето, он е професор да. по физичко. Така. И сега се знаете одамна, вели тој од средно или од Не се знаеме, од деца од се претходно? знаеме, да. А сосем случајно се видовте таму дека сте професори обајцата? Да. Добро, јас сум пред него, он отпосле Да. дојде пред неколку години. Добро. Инаку се знаеме од љубанци, као деца си игравме, он си вежбаше, татко му е исто педагог, тренер за на фудбал, он вежбаше за кајак, така да цело време него татко му го тераше да трча околу игралиште и јас го гледав него и сакав и ја да трчам и еднаш ме гледа вака од 12, 45 надвор, не знам колку беше. Што правиш, ми вика? Вежбам. Сега ли се вежбам, ми вика. А какви се тие дружби? Каде? Најчесто е кај вас, тамо во Љубанци? Се сретнуваме, нали, или ќе седнеме некаде некоја кафана. Љубанци поретко онака, меѓутоа знаеме да се видиме и да се сретнеме. Да. И кога сме кај кафаните, од кога во кафана пееш, свириш? Од 93-та. Може и малце порано некој месец. Ама стварно, Боби, са требало до сега концерт некој да направиш? Правам концерти ностоп во кафана. Ама не такви, за поиша народ зборува. Да, од 93-та ја се вратив од Сараево и тука продолжив со учење. Реално дете бев и ама добро свирев. Ама свирев народни ора, македонски, српски, балкански, нели онака. Се зборуваме со хармоника. Да, не знаев многу песни, имав неколку настапи кај што као експериментално, меѓутоа си го добив тој ударот првичен, онака што не знам доволно репертоар на песни и убаво беше тој шамар што си го добив онака, нели, за да знам кај сум, што треба да работам. Добро. И тоа си почна така, на едно-две свирки си добив убав шамар, баш сега шамар, не удрија, нели, не ја знаеш оваа песна, не ја знаеш. Ја знаеш ова, не, па ајде вие, како да почнат, кога он има бас гитара и бубњеви. Ти треба да свириш. После тоа земав се ги пишував, која не знам зошто беше тоа така, имаше многу работа и дали немаше доволно хармоникаши и јас тетрата. Сите имаа песнарици со текстови, имав песнарица со ноти на форшпили на музиката. Леле. И сега ако ми кажеш ти мене пример Стамбул град и јас знам на и си ја почнувам. Леле. Разбираш? Така да и после си влегува тие полека во глава, нели? А кога почна пеењето? Пеењето, абер немав од пеење тогаш, не сакав уста да отворам. 99-та некаде. Добро. Значи 6 години од како почна со хармоника. Колешка, јас ја спомнам, Нина е моја колешка, она е доста работевме, свирев јас клавиатури, она пееше и ајде бе да пееме еден дует, ми викам. Каков дует, викам, нема шанси. Ја не пеам. Да, и она само да го испее тоа, као дуетот, пошто убава песна, не се сеќам која песна. Добро. Викам, ајде ќе ги научам ја, леле, каков глас, леле. Знаете, ти дава желба некако. Може би, тоа било сигурно било лошо. Сега не знам. И јас викам, ајде ти, ама нема врска, нека помини, сега некако се створи желба, ај уште еден дует. Ај уште еден. Ајде да ја пробам песнава. Добро. И така си тргна. Тоа се некои, нели, после тоа исто имавме настапи, еве, ја спомнам и Жаки Макарена, со која што работевме во Веки, исто така со дуетите. Ама веќе тука си имав ја некоја песмарица која што веќе
Чекај, ја остави тогаш хармониката на страна, се остави Не, или? тука веќе сум не. Тука веќе се само Хармониката пеа. завршува уствари 98 нека. Ама тој период 97-98 се појавува и кларинет. Боби со кларинет на свадба. Сам тоа ретко го кажувам, пошто прв инструмент мене ми беше кларинет, а втори инструмент хармоника. И сега ја солидно свирав кларинет и почнав да свирам кларинетист да бидам ја на свадби. Да. Ама тоа некако, не знам, траеше така. Не ти се допадна, не се најде? Затоа што вака на овој прст се држи кларинетот. Добро. И ми сметаше некако за хармониката. Потоа. Да. Во... И тога имаше некој прелом, не знам, на свадби, на кафани, на снаоѓање, некој тежок период беше така и решив да го продадам кларинетот и скупам синтесајзер. И сам да почнам така и почнав да свирам и почна полека и Почна сам да свириш на синтесајзер и да Да. пееш, така да забавуваш, така? имаше една случка, купувам синтесајзер од Германија, ми го донесоа нов. Добро. Копче не знам да стиснам. Знам со десна рака, овде не знам што треба да правам. Добро, ма важно е Стискам. нов. Значи, 2 дена е сајзерот купен, стварно не знам што треба да стиснам. И пробував 2 дена нешто, бер немам се, као да на iPhone да ме смениш, сега стварно не знам што да направам. Миле Кузмановски ми се јавува да пееме у базенот у Карпуш. Леле. Миле, викам ја, Да ја донесам да ја ми гледаш. вика. Абе, Клавиатурава нова. како нешто спремав, тоа, ајде. Не кани ме отвара, он се сеќавам која брука, луѓе. Седнувам ја на сајзер и тоа си свири, окей, ритамот, вака, не кани ме свира. И ми вика гитара, намали ги малце стринговите, викам, немој ќе направам бења. Малце намали ги, знаеш, стрча тоа стрингот што држи вака, нели. Викам, нема, и на сред не кани ми, ја викам, вајде овде. Тупц, 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 леле. Кај да го соправам, викам, Миле, вика, што правиш? Како же? Го соправ, нема ритам. Како да го вратам првиот ритам? Кафана, леле, сега се испотив, отошо ми е срам. Како помина тоа, не знам. Тоа беше тешко, беше многу. Од некани ме, тупц, 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 и он да почне глава Кажи ми дали волја. ти дадува пари, Мишарта. Не, взема пари, ама налети пари се викам бега. Да, срамота. Најверојатно и тоа е пак некој почеток онака кај што после нели почнуваш полека и после се средува, нели, ама многу брзо беше. Тоа е нова технологија за мене, хармониката си ја Друг навикнал, тип, нели, така. овде имаш копчиња кај што треба да даеш функција, Да. басот, ритамот, темпо, каква боја да свириш овде, дали кларинет, дали хармоника. Да. Стисни го хорот, тупц, тупц. Ајде, отиде, викам сега, иди врати го. И така. Ајде пред рекламите да пееш, може? Ајде. Боли срцево боли. Ајде. Така си рекол. Ова е микрофонот твој. Одиме со джингл, Буби ни пее. Како ли ќе биде после овој ден, кога малку ќе те снема, а мене ми е цел век. И уште згора на тоа, немирот ме гони, дали негде си сама и со некој збори. Срцево боли, ке пукне, ке се здроби. Овој проклет ден, колку година стои. Погледни надвор и времето плаче. Дојди љубов моја, стопли ми раце. Срцево боли, ке пукне, ке се здроби. Овој проклет ден, колку година стои. Погледни надвор и времето плаче. Дојди љубов моја,
стопли ми раце. Што ке остане од мене ако те изгубам во младост? Ке имам ли време да те преболам до старост? И кога лице ке овене, ти ке си во мене, ке те чекам, љубов моја, ке те чекам, душо моја. Боли срце, ево боли, ке пукне, ке се здроби, овој проклет ден, ко година стои. Погледни надвор и времето плаче, дојди љубов моја, стопли ми раце. Боли срце, ево боли, ке пукне, ке се здроби, овој проклет ден, ко година стои. Погледни надвор и времето плаче, дојди љубов моја, стопли ми раце. Боби Спасинцовски и Ната му е во оваа никој да не зна. Имаме уште малку муавет, а потоа на крајот заокружуваме како и секоја никој да не знае со песна. Кажи му ке ни ја пее Боби. Нели, какво ти беше твоето чувство сега од оваа? Знам дека често те прашуваат, ама ја од друг еден аспект ке те прашам. Какво ти беше твоето чувство кога стана многу попознат наеднаш заради твојта син и сна во тој миг? Знаеш, цело време си на телевизија. Цело време беше еден период на телевизија. Цело време бара изјави, цело време прашува и така натаму. Тоа ти беше нешто? Мислам дека они станаа познати преку мене. Добро, Боби, ајде, ако сакаш така да е добро, ајде така, нека. Не, сериозно, дали толку многу да те има, сакам да кажам, нели сега, ти си тука присутен, меѓутоа не си бил толку често гостин. Ако признаваш, признај, ако не, можеби не е така јасно. Признавам. Не, сериозно. Ти пријаша тоа или можеби малку ти стана и досадно и напорно? Па не ми е напорно. Јас си го гледам ова професионално и треба да ги испоштувам сите колеги како и вас, нели? Да. Затоа што некогаш ќе имаме ние некој производ, па ќе треба да ќе имаме песна и ќе ве бараме и ќе речеме да дојдеме да ја промовираме. Така да тоа е нели заемно. Да. Тој период, да, се осети некоја можеби повеќе емисии, но повеќето емисии што беа за ајде да не откриеме, да не чуеме нешто плюс, нели? Што ви се дешава дома, дали вие дома ајкули јадете или јадете патлижани или Да, добро. Да, ние сме нормално исти луѓе со исти проблеми. Со тоа што само нели може ќе излезат некои работи на социјални мрежи, па сме многу поинтересни, нели? Меѓутоа и оние што не се занимаваат со музика имаат истите проблеми. Така е. Како ги решавате проблемите кога ќе се појават проблемите на социјалните мрежи? Што правите? Имате некаков одбор дома, па седнувате и правите муабет? Ништо? Или не? Нема кавги, нема муабети, нема на таа тема ништо? Знаеш, каде некогаш доаѓа онака, читаш и не ти е право. Да, читаш некој коментар и гледаш фамилиарна жена, маж, со внуци, со деца и да испушти такви погрдни зборови, си викаш зошто? Тоа малку знаеш, онака знае да заболи. Се прашуваш зошто, веќе ние сме навикнати на тоа.
не реално ја не можам да ги читам сите коментари, нели, ако седнам и тоа да се занимавам тоа, така да некогаш ќе прочитам 2-3 кога ќе видам дека оди натаму тоа, нели, на негативност, окей си е. А ако некој од нас, на пример, може да се деси, нели, да биде да се испровоцира, секогаш има од кај нас повеќето се децата, јас не. Добро. Знае, можеби сопругата, ама сега јас ќе пишам, ама тоа веќе и го нема, нели? Тоа беше можеби на почеток, така да не се занимаваме со тоа, нека се живи, здрави и сите тие што ни мислат и лошо и добро, така да ние сме уметници, ќе си тераме понатаму, кој како си мисли, така. Што би рекла Ивона Јоки, се помалам за нив. Така, да. Така некако, да станат подобри луѓе. Видете, па сега и цело време најдобар си, па и тоа веќе не го бива. Вака, нека... Така. Некогаш можеби и од тие некои лоши не оние пцовки, нели, погребни зборови што се. Од некоја лоша критика нешто може да се научи, нели? Така. Може да за наредното да знаеш уствари во кој правец да се движиш. Да. Над тебе сопругата се уствари Антониеро. Доле. Доле се они. Добро. И сега доаѓа некој од нив да праша кога имаат нешто ново, па да праша тато дали Буби дали ти се допаѓа Антонија, претпоставам Бубите вика, пошто вака млад свекор, Буби веројатно си. Да. Прашуваат нешто за совет, не знам, барем за... Антонија сме бебис. Бебис, да, ја кога пишувам, бабус, ја пишувам и она ми се смее. Добро. Не, они знаат да дојдат со демо некој, нели, онака, или да дојдат на средина на песна веќе, која што може би и спот и... Добро, некаде готова. Да. Добро. Така да го немаат она како јас на самиот почеток, нели? Да. Они више направиле, па сега како ви се свиѓа. Така да, добро, работат со сериозни автори, со сериозна продукција. Па и многу и не смееш многу да кажуваш. Не смееш? Не, знам да бидам критичар, знам да кажам ова не ми се допаѓа, овдека можеби не требаше вака, Па нема само Рубер да ти кажува ова. Знам да кажам, меѓутоа знаат да се одбранат. Ова е заради тоа, ова е заради тоа. Сега Александар го нападнав за светло, ама не, сега тоа е... Какво светло? Па светло има на спотот на ова и се овдека од косата му се прави сенка. Добро. Прво што ми упадна беше тоа. Да, тоа не Ја слушав песната, нели, онака супер, и он ми вика, ма тоа е филмски, ми вика, ми објаснува према нешто друго. И веќе тука јас откажав да се докажувам. Добро, ако не му замислил така, нели? Така е, да, добро. Имам уште само 1 минута и јас сакам да те прашам, веројатно тоа беше неголемата среќа сега, не дека раѓањето на синовите веројатно била исто така голема среќа, ама кога ти кажа дека ќе бидеш дедо и како велиш, и јас во исто време никако се оженив и сум млад дедо и топа. Баш кога сега видов овде како изгледа тоа кај со хармоника, па нели сега тоа се први обиди на 2,5 години, што друго да посака еден дедо? И реално јас ја добив неголемата љубов, најубавото нешто. На сите им посакувам да се радуваат така. Прв пат кога дознав, они беа, не знам дали го кажував некогаш на емисија, нешто се шушка, ова тоа, бреме на Антонија и седнуваат да објаснат. Добро. И ми кажуваат на мене, Роберт стално ме имитира, прво што прави, татко ми ја зима кутијата, пали цигарата, зима еден дим и тоа беше. Ајде да сте живи и здрави. Да, така беше и мислам реално тоа е тоа, значи тоа е убаво. Така е. Убаво е, многу убав момент, посебно нели кога ќе го видиш бебето, кога па уште сега кога ќе почне и да кажува и деде, па Да. Помисли сега и хармониката кога ќе биде некаков негов нели, добар пријател. Да, јас сум со него после 20 часот. Добро. Тогаш е терминот, затоа што претходно се нели многу обврски и доаѓа завршив. Почнуваме. И што почнувате? Почнуваме да играме, значи играта. правиме, дали Што играта? Играме коњи, магарења, коцки редиме, значи секоја вечер има нова играње. Правиме спална, правиме соба. Играме пуштаме музика, па играме некоја кореографија како дадичката што играла. Па ја Сега што ти рече, само кажи ни ќе пееш. Сега ми рече не облекувај патики и ми вика кај ќе одиш? Треба да играме. Викам ќе одам на телевизија, те ме гледаш. И Роберт му вика кажи му со лесно. И он вика со тешко. Кажи му ја пееме за крај.
Фала ти многу, Фала Боби. ви на вас. Се надевам дека уживавме сите заедно. Чекаме само нешто ново во однос на авторското. Каже му за крајнова, никој да не знам, станете тука. Гледаш дека долго трае ова нашево, а во тебе уште чука срце уплашено. Трепериш ти, треперам јас, до кога мислиш да криеме? Знам, ќе биде тешко, но ќе издржиш. Кажи му во очи зошто ќе го оставиш.